Почитувани гостин во неделното интервју на Слободна Европа е Зоран Заев, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Заев, во 2006 пред изборите имавме интервју со тогашниот опозиционер Никола Груевски. Груевски во тој интервју ја објави неговата програма, победи на изборите и од тогаш наваму не ни даде интервју. Прво прашање, ја гледам дека на масата пред вас имате хартија, претпоставам дека тоа е вашата програма? Еве програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Донесена е на Конгресот декември 2015 година. 224 страни, работена повеќе од една година со вклучен граѓански сектор, граѓански организации, плоштадите ширум Македонија. Програма разработена во секој сегмент, соодветно нудејќи решенија за секојдневните актуелни проблеми во Република Македонија, со една среднорочна визија за 4-годишен мандат на нова влада. Така, Не само програма, овде и флаерите, веќе изработени заради водење кампања, но го чекаме моментот кога тоа ќе се случи. Значи, вие сте спремни за избори? Спремни сме за избори. Ние сме единствената партија што од декември донесе изборна програма на Конгрес, подготвена со формиран штаб да влезе во изборни активности. Дали ако ја освоите власта, ќе бидете отворени за оние критички настроени медиуми кон вас? Гаранција на тоа е моето присуство кај Латас, моето присуство кај Богатинова, кои што се перјаници на власта, барем според нас. Бевме таму присутни, колку и да тоа изгледа незгодно, критички за нас или ризично. Политичарите мора да бидат транспарентни. Не може да ги бират медиумите. Мора да бидат секој пат на повик на интересот на медиумот, заради тоа што само на тој начин граѓаните ќе бидат во текст со сите актуелни состојби во државата. Да се вратиме на програмата. Кои се вашите главни, гледав неколку интервјуа со вас, не видов ништо за вашите економски проекти со кои ќе настапите на тие избори, една работа, и со кои луѓе, кој е тимот, економскиот тим на СДСМ, кој ќе се соочи со економските проблеми во државата? 65% од овој материјал е економија. Главна задача е работни места и тоа квалитетни. Просечната плата да биде над 500 евра. Парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Како социјалдемократи и левичари веруваме дека ќе ни ја биде државата ако народот има пари. Тоа ќе обезбеди и нивно фиксирање овде во Македонија, да ја спречиме миграцијата и дај Боже да почнеме да ги вратиме младите кадри кои што заминаа. Како ќе го правиме тоа? Директно користејќи ги домашните ресурси. Некој велат абе дали може. Презадолжена е државата или слично. 400 милиони евра годишно се крадат пари во државата. Само ова да остане во државата е силен потенцијал и за враќање на кредитите, но и за развојни димензии на нашето општество. Да, но се надевам дека сте свесен, сите проценки говорат дека идната власт ќе вади костени од оган. Дали вие ќе бидете премиер ако победите на избори? Ако народот одлучи да ја даде честа на Социјалдемократскиот сојуз како прворангирана партија во Македонија, да, секако ќе ја зграбчам оваа чест да покажам резултат во Македонија. Јас верувам, можеби сум прв политичар во врвот на големите политички партии кои што доаѓа од практичниот сектор, од деловниот сектор. Јас сум убеден дека може Македонија да биде земја за почит со која што сите ќе се гордееме. Економските политики мора да дадат резултат кој што ќе го почувствуват сите граѓани и сите семејства во Република Македонија. Но за да победите или да изгубите на избори, треба да има избори, најпрвин. Можни ли се фер избори во Македонија и кога? Можни се и заради тоа е оваа демонстрација на трпение, посветеност, флексибилност и целосна мотивираност во целиот овој процес. Пржино договорот гарантираше еден куп услови. Ние договоривме 2 минимум мора да бидат исполнети. До сега СДСМ го одложуваше датумот за изборите. Не е тоа точно. Не е точно. Затоа постојат изјави и ваши изјави. Дека не се исполнети условите и заради тоа барате одложување на изборите. Сега кому одговара одложување на изборите? Договорот од Пржино има конечна цел. Полн легитимитет на победникот. Условите се целта на договорот од Пржино. Не датумот за избори. Чумуни се нови криминални избори. Кој има корист од тоа? Граѓаните сигурно не. Затоа, регулирање на медиумите е еден од условите и тоа е минимум. Македонската радиотелевизија и Советот на Агенцијата за аудио и визуелни медиумски услуги. Вториот дел е прочистен избирачки список на кој што граѓаните ќе му веруваат. Тие 2 минимум услови бараме да бидат исполнети за да може опозицијата да има фер третман за рамноправна застапеност во медиумите и меѓу другото граѓаните да знаат дека нивниот глас ќе има влијание
врз тоа кој ќе ја добие честа да ја води Македонија. Значи генерално имате два проблеми да решите со ВМРО-ДПМНЕ. Едниот избирачкиот список, а вториот медиумите. Кога сме кај медиумите, вие јавно го поддржавте предлогот на меѓународната заедница, односно посредникот Питер Ван Хојте. Каде е проблемот? Што е спорно тука меѓу вас и ВМРО-ДПМНЕ? Не сака власта да ги тргне своите политички канџи, кои што ги има ставено врз Советот на Агенцијата за медиуми и на Македонската радиотелевизија. Предлогот на меѓународната заедница е да тие луѓе се сменат со експерти од ЕСНАФ-от, од ФЕЛАТа, новинари, кои што имат 8 години работно искуство, 5 години биле на раководни функции или слично, меѓународно застапени критериуми. Не се согласуваат за оваа работа, дадовме и други иницијативи. Се со конечна цел побрзо да заврши оваа криза преку регуларни, фер и демократски избори. Што сакате да постигнете со тоа што нема да учествувате во собранието, во работата на собранието? Сакаме уште еднаш да испратиме пресериозна порака до Уставниот суд, да донесе одлука. Не индуцираме каква, да донесе одлука за уставноста на специјалното јавно обвинителство пред да влеземе во летните одмори, односно да има ферија, односно судиите влегуваат во летните одмори. Многу честно, само да ја донесат одлуката. Затоа го поддржуваме тоа што го испорачаа граѓаните од Шарена револуција, е принципиелен предлог и веруваме дека Уставниот суд ќе се одважи после 8 месеци иницијатива, кога има пракса од 3 до 5 месеци одлуки, да донесе за ваква сериозно прашање одлука. Тоа е нашето барање. Кога сме веќе ја спомнавте Шарената револуција, кога сме на ова прашање по вашите така наречени бомби што ги објавивте, граѓанството во Македонија како да се разбуди. Меѓутоа, печаток беше дека социјалдемократите не ги вадат своите луѓе масовно на улица, барем не се до понеделникот. Зошто? Стравувавте од нешто? Не, сакавме да дадеме целосно отворен простор на граѓаните, на луѓето на кои патиме преку глава од политичките партии. Се во овие 25 години разочараност постои голема. Овие граѓани по улица се едно здраво нешто што се случува за Македонија. Тие граѓани ќе се ја чуваат својата земја од секоја наредна власт. И убаво е да го имат тие приматот. Дури кога се појавуваме ние, не гледате на крајот на поворката, некаде периферно, за да не го земеме приматот на тие граѓани кои што се охрабрили и одважиле и да покажат дека се тука, решени да се борат за својата земја. Велите дека сте отворени за широка коалиција. Каков е вашиот однос кон новиот политички субјект, кон Левица? Ние сме заедно во Шарената револуција, имаме прекрасна соработка, во многу прашања сме различни и треба да бидеме различни. Ние сме иста политичка партија, ние се бориме за различноста во ова наше општество, имаме соработка со сите опозициони партии. Еден дел се нашата коалиција, друг дел се надвор од нашата коалиција, трет дел се новоформираните партии, четврт дел се малите албански партии, со сите градиме соработка и ги повикуваме на уште похрабра соработка, па дури и на предизборни коалиции во функција на паѓање на режимот во Македонија. Добро, но стравувате ли, имаше и такви анализи дека Левица би можела да одземе дел од гласачкото тело на социјалдемократите? Апсолутно не. Ако ние не сме достојни да си го задржиме нашето гласачко тело, нека го земе било кој, ако за тоа е заслужен. Сепак тоа зависи од потенцијалот на СДСМ, од оваа програма, од нашите кадри кои што ќе ги презентираме навремено пред јавноста. Прашавте кои се кадрите, тие што ги гледате таму како протестираат. Да, таму се и СДСМ и другите опозициони партии, но и се граѓаните. Се квалитетен потенцијал. Можете ли некои имиња да откриете? Секој квалитетен потенцијал во ова наша Македонија, што се охрабрил, што се одважил и што е решителен да се вати во костец со ова тешка состојба во Македонија, е добре дојден. Еден нов квалитатив на СДСМ е токму тоа. И тоа така ќе биде. Навремено штом ќе донесат органите на партијата одлука, заедно со граѓаните, ќе ги соопштиме со име и со презиме сите кадри, како една, би го нарекол, влада во сенка пред изборите, за да знаат граѓаните покрај пратеничките листи што е тоа што иднина може да го очекуваат како кадровски потенцијал од СДСМ, опозицијата и граѓанските организации. Така, зборувате за нов квалитет. Веројатно сте свесен дека некако по дефолт јавната администрација стравува од промена на власта, поради страф од губење на работни места пред се. Дали ако СДСМ дојде на власт, како ќе се однесувате, да речеме, со членовите на ВМРО-ДПМНЕ во јавната администрација? Неколку пати зборувам на таа тема и ќе бидам најпрецизен колку што може. Јавно ветувам дека никому нема да му фали влакно од главата заради тоа што не е со определба СДСМ или опозиција. Може било кој да изгуби работно место ако не си ја гледа работата. Ќе бараме ефикасна, ефективна јавна администрација. Тоа е возможно со неколку начини. Како?
ќе ја воведеме и втората смена во јавната администрација, заради рационализација и можноста вработените во јавната администрација си завршат работа и поручек после работа. Да ги пополниме сите празнини, некаде има дефицит во градинките, негователи или слично. Ово го кажувам за да бидат сите убедени дека никому нема да му фали ништо преку главани одделби во ова наша Македонија. Дај заедно сплотени да изградиме критериуми, нормативи, правила на игра. Тој што вреди и го бива да напредува. Тој што не вреди да се потруди да вреди, да си го најде своето место, таму каде што може државата да има корист. Администрацијата мора да биде сервис на граѓаните, на бизнис секторот, на малите и средни предпријатија, да им биде слуга, а не да бидат главно страшило тие што одлучуваат во полза на граѓаните од кои што преку даноците земат плата. За на крај уште едно прашање, има многу тези дека името, проблемот со името со Грција ќе се решава во пакет на крајот од оваа криза. Каков е ставот на СДСМ околу ова? Никој не го отворил тоа на маса, преговорите траат повеќе од една година. Јас не очекувам да биде отворено тоа прашање. Зошто? Заради тоа што на нас не е јасно, а верувам и на меѓународната заедница им е јасно, но верувам и на нашите политички противници, само стабилна, целосно кредибилна политичка влада може да влезе во решавање на овој проблем. Ние како гледаме на решавање на проблемот? Консензус. И политички, и граѓански. Транспарентно, со чекор кој што ќе го заштити нашиот дигнитет, нашата национална посебност, нашето уставно име, се со конечна цел да направиме исчекор кој што ќе биде некаде прифатливо и за нас и за Грција. Но при тоа, јас ќе останам македонец. Мојот татко и дедо биле македонци и јас и во иднина и моето дете ќе се обраќаме како македонци. Господине Заев, ви благодарам што бевте гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Благодарам и на вас.